Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Добро дојдовте во нив. Следува генералната најава, а потоа виднаш се враќаме назад со денешните настани. Во Скопје се одржа обука за работа со деца и млади во социјален ризик. Почнува вакцинацијата против сезонскиот грип. Завршуваат градишните работи на улицата Анастас Коцарев во Ѓурче Петров. Почнува 5-тиот фестивал за млади Џифуни Македонија. Во следните минути следува блокот посветен на локалните избори. Во предвидениот рок до Државната изборна комисија се поднесени вкупно 48 приговори за постапката на гласање, сумирање и утврдување на резултати од првиот круг од локалните избори, што се одржаа на 15 октомври. Најмногу приговори поднела ВМРО ДПМНЕ 45, ВМРО 2 и 1 Алијансата на албанците. Државната изборна комисија е должна да реши по приговорите на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето во рок од 48 часа по приемот. Против одлуката на ДИК може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд на Република Македонија пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Вториот круг на локалните избори ќе се одржи на 29 октомври. Во советите на град Скопје и во 10 скопски општини мнозинството во следните 4 години ќе го имаат представниците на владеачката СДСМ. Оваа партија во првиот круг од локалните избори освои мнозинство гласови и за листите на градоначалници. Листите за советници би можеле да претрпат промени, имајќи ги предвид веќе поднесените приговори, но и во тој случај владеачката партија ќе има доминација во мнозинството скопски совети. Врз основа на податоците објавени од Државната изборна комисија, во градот Скопје СДСМ освоила 21 советник, ВМРО ДПМНЕ 17, ДУИ 3, БЕСА 2 и по 1 советник Алијансата на албанците и Левица. Во мандатот 2013-2017 година, мнозинството во Советот на град Скопје го имаше ВМРО ДПМНЕ со 22 советници, СДСМ имаше 14, ДУИ 5 мина, ДПА 3 и ДОМ 1. Од скопските општини најмногу советници СДСМ има освоено во Центар, додека ВМРО ДПМНЕ 7. Во Аеродром СДСМ доби 15 општински советници, а ВМРО ДПМНЕ 12. Во Карпош СДСМ ќе има 14 советници, додека ВМРО ДПМНЕ 6, Гром 2 и Левица 1. Во Советот на Ѓурче Петров СДСМ ќе има 13 советници, а ВМРО ДПМНЕ 10. Во Киселавода СДСМ ќе има 12 советници, додека ВМРО ДПМНЕ 11. Во Шуторизари СДСМ доби 8 советнички мандати, Сојузот на ромите 7, ДУИ 2 и по 1 БЕСА и Алијансата на албанците. Во Скопската општина Бутел ВМРО ДПМНЕ и СДСМ имаат по 8 советници, а Алијансата на албанците, БЕСА и ДУИ по 1. Во Советот на Газибава ВМРО ДПМНЕ има освоено 14 советнички мандати, СДСМ 12, додека коалицијата на БЕСА, ДУИ и Алијансата на албанците по 1. Представниците на албанските партии доминираат во Сарај и Чаир. ДУИ во Сарај ќе има 10 советници, БЕСА 5 мина, а Алијансата на албанците 4. Во Чаир ДУИ има 9, БЕСА 8, а ВМРО ДПМНЕ и СДСМ по 4, а Алијансата на албанците 2. Во населбата Триангла и во следниот период продолжуваме со изградба на атмосферската канализација. Двете фази ги завршивме веќе изминатиот период. Следниот период ја планираме да ја завршиме и третата последна фаза од овој проект. Ќе продолжиме со комплетна реконструкција на сите улици во населбата Триангла и до изградба на пешачките патеки, како и изградба на велосипедска патека на потегот од Триангла кон центарот на градот Скопје. Во завршна фаза е планската документација за овозможување на локации за изградба на деловно стамбени простори, мини трговски центар, простор каде што ќе може да се изградат деловни простори, простор за изградба на кафулиња, банки и сличен тип на објекти од услужна дејност кои што се многу значени за жителите од оваа населба. Општина Газибова и понатака ќе учествува во поддршката на изградбата на линиската инфраструктура, парното грејење да го донесеме до секоја куќа во оваа населба.
Здруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон денеска организираше тркалезна маса во повод Европскиот ден на органно-дарителството, кој се одбележува под мотото "Дарувај орган, подари живот". Активностите на Здруженијето во врска со Европскиот ден на органно-дарителство се насочени кон подигнување на јавната свест и едукација на целокупното население за потребата и значењето на донирањето органи и ткива и трансплантацијата воопшто. Здруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон бара отпочнување на национална кампања за органодарителство, реактивирање на кадаверичната трансплантација, воведување вкрстена трансплантација или размена на органи, воведување нови лекови за трансплантираните пациенти, намалување на нивната цена или да бидат бесплатни, бидејќи како што наведуваат, со трансплантацијата ќе се ослободат големи средства кои одат за дијализа, истакна председателот на Здруженијето Нефрон и посочи дека потребно е да се отпочне со вклучување на Македонија во меѓународна донаторска мрежа на органи, Евротрансплант како услов за размена на органи. Нашето годинешно мото е биди донор, биди херој, затоа што за донорите друго име не можеме да најдеме. Тоа се навистина херои меѓу народот. Активностите во врска со Европскиот ден на органодарителство се насочени кон подигање на јавната свест и едукација на целокупното население. Директорот на клиниката за урологија Сашо Дохчев истакна дека по застој од година и нешто почнале со трансплантации. Минатата година за неполни 5 месеци направиле 7 трансплантации, а годинава досега направиле 12 и изрази надеж дека ќе биде возобновена програмата за кадаверична трансплантација. Како пациентите се спремаат од колегите од клиниката за нефрологија и колегите од анестезија, нели кога ќе бидат припремени за операција да бидат, така ние ги оперираме. Значи не создадовме никаква листа на чекање, што е многу важно. Еве сега во овој период од неколку месеци за 2 месеца за летните одмори, веќе имаме спремни неколку пара на пациенти, едно 7-8 пара на пациенти кои ние веќе во овие неколку месеци ќе ги трансплантираме. Така да поентата е тоа што пациентите не чекаат за трансплантација, што е многу важно. Значи нема повеќе чекање од кога ќе се спремат, од месец дена повеќе не се чека за операција. Во фокусот на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе е спречување на трудовата експлоатација. Како што информираат организаторите, потребно е да се зајакнат мерките на превенција и заштита на жртвите, кои во најголем број се жени и малолетни девојчиња, а во земјава во најголем дел се малолетни девојчиња. На годинашното одбележување на 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговија со луѓе, во фокусот е спречување на трудовата експлоатација. На пресконференција Елена Грозданова, член на Националната комисија за борба против илегална трговија со луѓе и секретар во Министерството за труд и социјална политика, информираше дека трудовите инспектори во соработка со Министерството за труд и социјална политика и заеднички акции со Министерството за внатрешни работи имаат откриено случаи на потенцијални жртви со трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Моментално во Македонија има над 100 трудови инспектори, кои во рамки на проектот со Советот на Европа минале обука за препознавање жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција, на која што сум јас национален координатор, се вклучи во една координирана активност во која што беа вклучени повеќе невладини организации од граѓанскиот сектор за осмислување на една богата програма во која што ќе има освен модниот викенд, кој што особено внимание предизвикува, ќе бидат и редица други активности како организирање на работилници едукативни, организирање на фокус групи на студенти за да може полесно да се препознаат формите на откривање на трговијата со луѓе, организирање на тркалезни маси на кои што ќе се расправа за нови стратегии, нови форми на справување во борбата со справувањето со трговијата со луѓе, така да едноставно се обидуваме да го следиме чекорот на промените
на оваа девијантна појава на ниво на светски размери. Грозданова заедно со националната координаторка за борба против трговија со луѓе и илегална имиграција, Магдалена Несторовска и Марија Илиќ од модниот викенд во Скопје, на денешната пресконференција ги најавија активностите по повод Европскиот ден за борба против трговија со луѓе и вклучувањето на модниот викенд, кој оваа година ќе биде одржан под мотото Стоп за трговија со луѓе. Таа е најчесто појава која што ја има кај оние луѓе кои што вршат земјоделски работи. Значи, затоа напоменавме и на почетокот, целта наша е многу повеќе да ги запознаеме и да ги информираме, особено младите, особено и оние кои што одат да работат надвор од Република Македонија по фармите или по градежните фирми, колку лесно можат да станат жртви на трговија со луѓе. А кога зборувам за класична трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, значи дека се сместуваат во многу нехумани, нечовечки услови да живеат, им се одземаат патните исправи, исто така ненавремено им се дава паричен надоместок или воопшто не примаат, под оправдување дека треба да ги исплатат трошоците со кои што тие стигнале таму, а во исто време немаат пристап подалеку од руралните места во градовите, за да се информираат до одредени институции или да пријават дека се навистина злоупотребени. Несторовска додаде дека вниманието оваа година во рамки на борбата против трговијата со луѓе ќе биде свртено кон нешто што се повеќе се профилира како доминантна појава на глобално ниво – трудовата експлоатација. Грозданова изјави дека потребно е да се зајакнат мерките не само за откривање на сторителите на овие дела, туку и превенција и заштита на жртвите, кои во најголем број се жени и малолетни девојчиња, а во земјава во најголем дел се малолетни девојчиња. На меѓународната обука за работа со деца и млади во ризик, поддржана од Европската Унија, што во изминативе 3 дена се одржува во Скопје, во организација на Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот Скопје, заедно со партнерски организации од регионот и од Европа, беше посочено дека институциите во Македонија и во регионот немаат адекватни податоци за младите во ризик. Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот Скопје, заедно со партнерски организации од регионот и од Европа, здружени во мрежа за зајакнување на деца и млади во ризик, спроведуваат обука за состојбата и политиките поврзани со деца и млади во социјален ризик во Македонија и на Балканот. Обуката за работа со деца и млади во социјален ризик е поддржана од Европската Унија. Намената е за експерти и практичари од државни институции и граѓански организации од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои се посветени на заштита на правата и обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, кои се во конфликт со законите, кои доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или живеат на улица, се без родителска грижа, како и деца и млади роми. На денешната обука беше посочено дека институциите во Македонија и регионот немаат адекватни податоци за младите во ризик, а Ивица Цековски од Сдруженијето ХОПС посочи дека тие до крајот на 2016 година контактирале околу 85 млади корисници на дрога и дека секоја година контактираат нови 30 лица. Минатата година направивме едно истражување кое што во сите земји покажа дека институциите многу ретко собираат податоци за децата и младите во ризик, поради што е практично невозможно да се следат политиките кои што се зацртани и во националните стратегии и во акциските планови кои што ги носат министерствата и другите агенции и државни институции. Во Македонија посебно ќе се фокусираме на изнаоѓање на решенија за децата и младите кои што употребуваат дроги. И во изминати прилики сме напоменувале дека ова е проблем кој што обстојува во Македонија многу долго време, а решенија практично и да не постојат. Социјалниот работник во службата за заштита на деца во Центарот за социјална работа на град Скопје, Тамара Мартиновска, посочи дека децата во установата во која работи најчесто се евидентираат по други ризици, а во текот на понатамошната работа се констатира дали користат дроги. Во последно време е зголемана бројката
и што е најстрашно е намалена и возрастната граница на овие деца кои користат дроги. Колку што сме евидентирале 12 години. Па морам да кажам дека многу мал успех имаме во досегашната работа, бидејќи нема конкретни стандарди и процедури за работа. Затоа овие обуки ќе ни бидат од голема корист, бидејќи ќе се стави една рамка на работа како да се постапува во иднина и ќе се надевам дека ќе вроди со поголем плод. Вакцинацијата против сезонски грип почнува денеска во центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици. Од Министерството информираат дека вакцинирањето против сезонски грип чини 400 денари, како и минатите години. Вакцинацијата против сезонски грип почнува денеска во центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици. Вакцината ги покрива типовите вирус на грип кои циркулираат во северната хемисфера, вклучувајќи го Европскиот регион и Македонија. Подготвена е согласно препораките на Светската здравствена организација и штити од два типа на вируси од групата А и еден тип на вирус од групата Б, а производител е Abbott од Холандија, информираат од Министерството за здравство. Вакцинацијата е единствена превентивна заштитна мерка против грип и се препорачува за лицата над 65 години, особено хронично болните лица, мали деца по 3 години со намален имунитет, здравствени работници, лица со кардиоваскуларни и респираторни заболувања, како и воопшто за лица со намален имунитет. Вакцината против грип е незадолжителна и се дава на доброволна база. Од Министерството информираат дека вакцинирањето против сезонски грип чини 400 денари како и минатите години. Во тек е асфалтирање на улицата Анастас Коцарев во општина Ѓорче Петров, пошто ќе следува комплетна замена на уличното осветлување. Градежните работници од АД Карпош Скопје работат на асфалтирање на улицата Анастас Коцарев во општина Ѓорче Петров. Улицата комплетно ќе биде реконструирана со поставување на нова тампонска подлога, нов асфалтен слој, а ќе бидат поставени и нови ивичници. Покрај реконструкцијата за која средствата во висина од 2.950.000 денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски заради застареност на старото улично осветлување, општината од својот буџет издвои дополнителни средства во висина од 1.298.000 денари за поставување на 20 нови 6-метарски канделабри, со што видно ќе се подобри квалитетот на уличното осветлување на улиците Анастас Коцарев и Гостиварска, на која исто така се вршат последните подготовки за поставување на нова асфалтна подлога. За поставување на уличното осветлување е ангажирана скопската фирма Магнус Инженеринг, информираат од општина Ѓорче Петров. Со проекција на филмот Ловец на муви, снимен во Кондово, во режија на Изер Алију, вечер во киното Милениум ќе биде отворен 5-тиот фестивал за млади Џифуни Македонија. Интернационалното жири на 5-тиот Џифуни Македонија фестивал ќе го сочинуваат над 700 млади од 12 држави од Европа на возраст од 10 до 18 години. Во кино Милениум вечерва во 19 часот и 30 минути ќе биде отворен 5-тиот фестивал за млади Џифуни Македонија со проекција на филмот Ловец на муви во режија на Изер Алију. Филмот е нискобуџетен, снимен во 2016 година, а светската премиера ја имаше на фестивал во Торонто. Режисерот Изер Алију потекнува од Македонија, живее во Шведска и Норвешка, каде го завршил филмското образование. Неговиот игран филм Ловец на муви и претходно краткиот филм Шунарот се снимени во Кондово. Интернационалното жири на 5-тиот Џифуни Македонија ќе го сочинуваат над 700 млади од 12 држави од Европа на возраст од 10 до 18 години. Оваа година на фестивалот имаме 3 возрастни групи, како и секоја година, јуниори, кадети и сениори, или вкупно над 700 деца присутни на фестивалот. Сите овие деца се кандидати да бидат во селекцијата од 8 деца кои што ќе не представуваат следната година во Италија. Ќе бидат прикажани 15 играни филмови од официјалната конкуренција, како и многу други кратки и документарни филмови. Планирани се и 11 работилници за филм, театар, музика и танц, како и повеќе придружни активности. Покрај 15 филмови кои ги имаме во официјална конкуренција, имаме и придружна програма на филмови
селекција на најдобри филмови за млади од Кореја, филмови кои што се поврзани со музиката и джезот во соработка со Джез фестивалот во Скопје, со кој имаме дел заедничка програма. И ќе имаме прилика да видиме и уште кратки филмови на Ханис Багашов, најмладиот режисер моментално во Македонија, кој што почна да прави филмови на 11 години. Директорот и основач на фестивалот Gifuni Experience од Италија, Клаудио Губитози, потенцира дека момчињата и девојчињата од Македонија кои доаѓаат во Gifuni Италија се поинакви и секогаш биле забележани меѓу илјадници млади од 50 земји. Кој за секоја работа треба да се проба. Видовме и најдовме нова земја со многу убави, внимателни млади луѓе со вистинската енергија која што му дозволи на семето на Gifuni да се развие. Италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео посочи дека отварањето на фестивалот се совпаѓа со неделата на италијански јазик во светот. Според него фестивалот има богати содржини и голем придонес во продлабочувањето и одржувањето на културната соработка меѓу Италија и Македонија. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Поради закажани технички зафати, утре без електрична енергија ќе останат дел од потрошувачите во повеќе скопски општини, соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, по известување добиено од Ивана Македонија. Од 8:30 до 14 часот без струја ќе останат дел од улиците Гиго Михајловски, Бранислав Нушик, Даскал Камчев и Иван Аговски во општина Карпош. Од 8:30 до 14 часот и 30 минути село Грчац во општина Сарај. Од 9 до 12 часот без струја ќе бидат улиците 1, 6 и 7 во село Батинци во општина Студеничани. Во периодот од 9 до 13 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат и дел од улицата Козле од броевите 50А до 54Б, како и дел од улицата Џумајска во општина Карпош. Од 10 до 14 часот без струја ќе биде улицата 3, како и околните подулици од улицата 3 во Визбегово во општина Бутел, како и од 9 до 13 часот, кога без струја ќе биде улицата Њу Делхиска од број 1А до 9Б и улицата Атинска од број 9Б до 13Б во општина Карпош. Стабилното суво и топло време со позитивни утрински температури ќе продолжи и понатаму. Максималните температури ќе бидат над просекот за овој период од годината. В понеделник ќе има зголемување на облачноста и локални врнежи од дожд, а температурата ќе биде во опаѓање. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. МТМ Метео е во продолжение. Со МТМ Метео го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.